Почитувани гледачи, вие сте со дневникот на телеканал А1. Најпрвен да погледнеме дел од содржините за кои што ќе гледате во него. Струмица ги живее карневалските денови. По концертот под маски вечер маскембалот на кој ќе се бираат карневалските принц и принцеза. Основното општинско училиште ги Растунев од Простеников доби систем за парно грејење, инвестиција од 2,5 милиони денари. Пчеларството ситна индустрија со крупни перспективи. Гевгелиските пчелари на едно место за предизвиците и плановите. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска го прими сер Ален Данкан, државен министер за Европа и Америка на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. На средбата беше разговарано за билатералните односи меѓу двете држави, за случувањата во Европа и Европската Унија, за актуелната политичка состојба во Република Македонија и мигрантската криза и состојбите во регионот. На средбата беа разменети мислења за политичката криза во Република Македонија и можностите за нејзино надменување. Председателот Иванов изрази незадоволство од отсуството на јавна осуда на мешањето во внатрешните работи на Република Македонија од страна на некои соседни земји. Во разговорите, председателот Иванов ги реафирмираше стратешките цели на Република Македонија во однос на европските и евроатлантските интеграции и посветеноста за унапредување на билатералната соработка меѓу двете земји. Во однос на НАТО, председателот Иванов изрази разочараност поради двојните стандарди, непочитувањето на пресудата на Меѓународниот суд на правдата и владењето на правото во случајот со Македонија. Во однос на Европската Унија, македонскиот председател повика на деблокирање на процесот на проширување кој го мобилизира и реформира општеството. Председателот Иванов очекува појасна поддршка од Обединетото кралство во однос на остварувањето на стратегиските цели на Република Македонија. Британскиот министер истакна дека Обединетото кралство сака стабилна Република Македонија и дека не сака да се меша во внатрешните работи на државата. Тој изрази разбирање за оправданиот револт од статус кво состојбата во однос на европските и евроатлантските интеграции и укажа дека ќе ја поддржат Република Македонија на овој план. А премиерот на владата на Република Македонија Емил Димитриев заедно со министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски ја посетија фабриката за кондиторски производи Лијан во Свети Николе, каде што се вработени 176 лица, од кои 62 се лица со инвалидитет. Сум многу среќна што вакви програми има од владата, препорачувам и понатака да не престанат, бидејќи во државата се содруваме со еден проблем на кадар кој не е стручен, а ваквите мерки што доаѓаат од владата ни овозможуваат да полесно ги одбереме луѓето што знаат и полесно да ги обучиме пред да ги пуштиме во процесот на производство. Стимулативните мерки се преку доделување на 20 просечни плати, преку доделување на 100.000 денари за адаптирање на работното место, преку разни помошти при набавување на опремата, што само по себе доволно зборува колкава е помошта за компаниите и стимулот да се вработува ова категорија на луѓе, кое што покажувањето на менеджментот од компанијата, своите обврски компанијата, своите секојдневни работни обврски ги извршуваат на ист квалитетен начин и како луѓето кои што немаат одреден хендикеп. Значи во рамките на програмата за градење на мерки за вработување има еден посебен дел за стимулирање на вработување на хендикепирани лица. Само по основ на овој дел досега во Република Македонија се вработени над 4500 луѓе, а за тековната година владата преку буџетот на Агенцијата за вработување има планирано нови 213 милиони денари кои што ќе бидат ставени на располагање на компаниите за користење на различни бенефити за вработување на лица со хендикеп.
Одиме на теми од политиката. Во емисија на ТВ21 од Скопје, портпаролот на ДУИ Бујар Османи откри детали од предвидените измени на Законот за употреба на јазиците. Сипас нени тет këtij ligji, edhe banknotat, edhe monedat e faktuara do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Si do të përdoret në gjyqësor, në prokurori, polici, organet e tjera të administratës? Në gjitha institucionet e pushtetit qendror dhe lokal, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuha shqipe është zyrtare, ose gjuha e komunitetit që është 20%. Në prokurori, në gjykatën e gjitha niveleve, përmend një cilin do institucion të avokati i popullit, në qeveri, në parlament, çdo institucion. Seancat gjyqësore, nëse një prej paleve është shqiptar, qoftë pala, qoftë avokati, qoftë gjykatësi, nëse një prej cili do për që është prezent në seancë gjyqësore është shqiptar, i gjithë procesi duhet të jetë në dy gjuhë, edhe dokumentacionet dhe aktet që do dalin nga i proces duhet të jenë në dy gjuhë. Polici? Edhe në polici, edhe në uniformat e policisë, në qytetin e Shkupit dhe në komunat ku shqiptarët janë 20%, uniformat e policisë do jenë në dy gjuhë. Edhe uniformat e shëndetësisë, edhe gjitha uniformat tjera. Општинското основно училиште Герас Цунев од Просениково доби систем на топловодно грејење. Новата капитална инвестиција беше пуштена во употреба денеска по повод патрониот празник на училиштето. Проектот е реализиран со помош на општина Струмица. Во изминатите 3,5 години во основното училиште Герас Цунев Просениково се реализираа повеќе активности, меѓу кои беше и реализација на капитални инвестиции со кои конечно се решија долгогодишните проблеми со кои се соочуваа учениците и вработените во ова училиште. Имено денес училиштето располага со фекална канализација, нови модерни тоалети во состав на училишната зграда, нови прозорци, термоенергетска фасада. Со заеднички залагања на училиштето и општина Струмица, денес сме сведоци на реализација на најголемиот капитален проект и инсталација на топловодно грејење во училиштето. Финансската конструкција на овој капитален проект од околу 2,5 милиони денари е затворена со помош на општина Струмица, за што изразуваме голема благодарност до раководниот тим во општина Струмица, а посебно до поранешниот градоначелник господин Зоран Заев, без кој што несебична подршка ништо од горе наведеното немаше да биде реализирано. Горди сме што сме дом на 306 ученици, кои учат во 2 смени на македонски јазик, меѓу кои има и ученици припадници на турското малцинство, и во кои има образован и разновиден кадар, спој на младоста и искуството, способен да се справи со предизвиците на квалитетната настава. Секојдневно ги подобруваме материјално-техничките услови за работа и работиме на произведување млади индивидуи кои се подготвени да го преземат товарот на градењето по светла иднина на своји плеки. За стамбените згради и за парцелите во Македонија за околу 3 години треба да се воспостави тридимензионален катастар. Ке се воспоставува и одржува 3D катастарот и од холандскиот катастар преку ТАЕКС програмата на Европската комисија. Уведувањето на третата димензија во приказот на недвижностите ќе овозможи поедноставно разбирање на границите на правата врз недвижностите, што ќе створи една поедноставена слика на тоа кој што има, на кој начин го употребува и докаде се простираат неговите права врз соодветната недвижност, како во длабочината на земјата, така и во висина. Дополнително, постоењето на 3D геопросторни податоци, како дел од 3D катастарот, представува основа за извршување на најразлични 3D анализи, со кои се овозможува ефикасно моделирање на зградите, теренот и површината, како и визуализација со која ќе се постигне подобро разбирање и планирање на вистинскиот свет. Овие податоци секако, покрај примената во катастарот, ќе најдат примена и за останатите потреби надвор од доменот на катастарот. Concerning 3D, you have a lot of... Во однос на 3D, за тоа веќе имате многу податоци, но само како 2D парцели или како 2D модел и атрибути. Така што предизвикот е реалниот свет да се направи видлив или да се визуализира во систем. Пред 10 години за дигитализација на аналогните 2D мапи. Сега сум повторно тука и сум навистина импресиониран од состојбата. Но велам, 3D за 3 дена не е можно, но тогаш за 3 години мора да е можно. It must be possible.
Сертификат за акредитација доби Универзитетската клиника за нефрологија, која по неодамна спроведеното надворешно оценување од страна на експертски тим на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број критериуми според дадените стандарди усвоени на влада. Неодамна беше спроведено надворешно оценување и според критериумите за стекнување статус на акредитација, Универзитетската клиника за нефрологија ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број на критериуми за да се стекне со акредитација, според дадените стандарди кои се усвоени на владата на Република Македонија. Кои се проблемите, зашто треба многу да им се честита и да се пофалат и да биде поттик за другите установи? Првиот проблем и основен е што се во една заедничка зграда, инфраструктурно е многу тешко да се исполнат стандардите, за среќа тие успеаја, меѓутоа во нашиот мандат на агенцијата тоа не е еднократна постапка, стекнување на статус на акредитирана установа, давање на сертификат, туку како што гледате денеска продолжуваме со активностите на истото поле и со истата болница, бидејќи секоја акредитирана установа има обврска да изработи план за унапредување на квалитетот согласно забелешките кои што се добиени од надворешните оценувачи. Посебно на посебен приоритет ја поставивме акредитацијата која што сакавме да ја добиеме од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи во Република Македонија. Заради тоа создадовме еден работна група, односно тим, кој што работеше подолго време на изработка на процедури и стандарди со цел задоволување на критериумите и стандардите што ги бара Агенцијата за акредитација и автоматски тоа значи дека нашиот квалитет на лекување се подобрува. Преминуваме на карневалски теми. Синоќа во Домот на културата Антон Панов се одржа традиционалниот концерт под маски на учениците и професорите од Основното музичко училиште Боро Џони од Струмица. Еве мал дел од атмосферата таму. На 24 часа од големото карневалско дефиле што ќе се одржи утре низ Струмичките улици, а во пресред на вечерашниот маскенбал, карневалските групи во полна пареја ги подготвуваат нивните креации, што се случува во магазинот на карневалската група Струма. На тема Визија, карневалската група Струма ги прави последните подготовки за Струмичкиот карневал. Тие секоја година учествуваат на карневалот со маска на која работат со месеци. За нив, како што велат, Струмичкиот карневал е многу важен. Веќе сме при крај и другиот дел од маската, облеката и украсите се готови, уште само возилото. Работиме цели 2 месеца и тоа
Се знае дека сме хронично болни по струмичкиот карнавал и тие 2 месеца не се ангажирани само за работа со карнавалските маски. Како што истакна Достинова, и оваа година во маската се вклучени 40 луѓе. Според неа, сите што учествуваат во маската вложиле труд и љубов во незината изработка. За темата вели дека били инспирирани од секојдневниот живот. Па во групата се повеќе влюбени во карнавалот и сите работат, така да немаме проблем. Екипата за работа е во голем број машка, од тука е машкиот дел, женскиот дел е на друго место и сите работат. Немаме некој да екскивира или да забегува од работа. Темата ова година ни е визија. Значи, стануваме за нешто неостварливо, халуцинираме, сакаме некој живот во простор без агли, сакаме нешто неостварливо, да живееме во еден свет полн со музика, младост, убавина, љубов и во таа насока ни е овогодишната маска. Оваа карневалска група секоја година учествува на карневалот со впечатлива маска, кои самите ја изработуваат и не користат никакви готови материјали. На маската доминираат деталите и рачната изработка. За изработка на возилото за овогодинешната маска, Достинова вели дека треба да се заштрафат 5000 штрафови, додека пак материјалот кој го употребиле за изработка на облеката е над 200 метри. Тие се надеваат дека оваа маска ќе им биде една од најдобрите досега. А во недела се чествува големиот христијански празник Прочка. Токму овој празник беше тема на денешната утринска емисија Утрински пулс. Погледнете дел од разговорот. Реков, сета суштина на христијанското верување е еден добар дел од темелите на нашата христијанска вера е прочката, да си простуваме. Кој не простува, не може да му биде простено. Значи, мора да бидеме самокритични и, како што јас во мојот жаргон велам често пати, кој сака да го види греот во другиот, нека го стави огледалото на себе и ако му е раскршено огледалото на многу парчиња, ќе види колку и он ликови има во тоа огледало. Како што луѓето имат према нас многу ликови, нели, во маски, во нели разни ликови, разни изданија, така и ние истите сме, значи само можеби во друг вид, во друга состојба и затоа кога некој ни прегреше, не треба право, значи готово, ние повеќе немаме работа со него. Не е така. Мораме да продолжиме да живееме со него и ако он виновен, да му подадеме рака, да се простиме. Убаво е, особено да побараме прочка од тие што сме се скарале. Одиме во Гевгелија, таму се одржа традиционалната средба на пчеларите од Гевгелискиот регион. На средбата пчеларите ја разгледуваа состојбата, разменија искуства и ги планираат идните активности на Сдруженијето Нектар. Со разговори за моменталната состојба во Сдруженијето, за идните планови и како да се зголемат бенефитите од пчеларството, започна традиционалната пчеларска средба на пчеларското друштво Нектар од Гевгелија. Соработката на 55 членови на подрачјето на општините Гевгелија, Богданци и Дојран е континуирана со цел едукација и поголем успех во работата со пчелите. Пчеларството е многу дарежлива гранка, да кажем, многу убава. Во литературата, во науката, кажуваат дека придобивките од пчеларството одит 70% во општеството, односно на стопанството, и 15% има одгледувачот на пчели. Придобивките се гледаат во опрашување на растенијата, во земјоделието, како во овощарството, градинарството и така натака. Други придобивки се медот, кој е природна храна, многу богата, многу убава, и другите придобивки кои што има пергат, поленов прав, пчелин отров, кој што е голем лек, сега веќе фармацевтските организации го собираат. Активностите на пчеларите од регионот се одржуваат во текот на цела година, како што и истовремено се организираат предавања и едукации за пчелари кои им даваат мотив плюс за да стекнат поголемо искуство и забележителен успех.
Во продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Украинскиот пратеник Олексеј Хончаренко, кој беше киднапиран во јужниот град Одеса, е пронајден неповреден, а киднапирите се уапсени. Предходно, председателот на парламентарната група на блокот на Петро Порошенко Игор Хринов во украинскиот парламент изјави дека Олексеј Хончаренко бил грабнат од непознати луѓе во Одеса среде белден. Според соопштението на обвинителството во Одеса, криминалната група е неутрализирана, а киднапираниот е на безбедно место. Представничката на обвинителството Ина Верба објасни дека Хончаренко бил киднапиран поради неговата политичка позиција. Таа не даде детални информации за мотивите на киднаперите, но додаде дека пратеникот бил заплашуван оти ќе му ги изгорат очите и ќе му ги скршат колената за да страда. Израел веќе нема да издава работни дозволи за странски представници од Human Rights Watch, обвинувајќи ги за пристрасност. Тоа го соопшти организацијата, оквалификувајќи го потегот како шокантен. Израелското МНР потврди дека донело таква одлука. Human Rights Watch објави многу критични извештаи за израелската окупација на палестинските територии и побара пред неколку месеци виза за новиот директор на одделот одговорен за Израел и за Палестина. Израелските власти ја отфрлија молбата бидејќи според нив Human Rights Watch не е организација за заштита на правата, соопшти организацијата базирана во Њујорк. Портпаролот на израелското МНР рече дека Human Rights Watch постојано демонстрира дека е длабоко пристрасна и антиизраелска организација со непријателски дневен ред. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека сака да го зајакне нуклеарниот арсенал на САД за да ја гарантира водечката позиција на земјата во светот. Во првиот коментар за американскиот нуклеарен арсенал откако стапи на должност на 20 јануари, Трамп изјави дека САД заустануваат во нуклеарниот вооружен потенцијал. Јас сум првиот кој би сакал да ги види сите во ситуација кога ниту една земја нема да има нуклеарно оружје, но ние никогаш нема да заостанеме зад која и да е земја, дури и пријателска. Никогаш нема да изостанеме во нуклеарната сила, изјави тој во интервју за Reuters. Тој изрази незадоволство поради тоа што Русија расподелила крилеста ракета при што го нарушила договорот за контрола на вооружувањето и изјави дека ќе го покрене ова прашање пред рускиот претседател Владимир Путин кога ќе се сретне со него. Во Бугарија денеска официјално почнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори закажани за 26 март. Кампањата официјално завршува на полнок на 24 март кога започнува предизборниот молк. Новина на овие избори е задолжителното машинско гласање, за што одлука донесе Врховниот административен суд на Бугарија. За спроведување на машинското гласање ќе бидат потребни над 12.500 апарати. Изборите ќе се спроведуваат според пропорционален модел со преференцијално гласање во 31 изборна единица, кои зависно од големината даваат различен број пратеници. Најголема изборната единица 24 во районот на Софија, која дава 16 пратенички мандати. Во трката за 240 места во Бугарското народно собрание учествуваат вкупно 4732 кандидати од 27 партии и коалиции. Поштовани, тоа беше последната информација во Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.